Градиме да трае. По обединување на фелата ви честитам на присуството на еминентните луѓе од компаниите, на еминентните луѓе од институциите, со оглед на тоа дека јас лично до сега вакво обединување не сум видел, а верувам дека само со позитивна мисла и вакво обединување можеме се да решиме. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. За мене насловот на конференцијата Градежништвото на крстопат е дури и оптимистички, затоа што замислете да беше градежништвото на кружен тек. А се плашам дека моментално можеби се наоѓаме во еден кружен тек и само кружиме, повторувајќи ги истите грешки, никако да го најдеме излезот од тој кружен тек. Кога сте на крстопат, имате 50% на веројатност дека ќе го погодите вистинскиот пат. Вака, ако кружиме во место, и затоа се потребни вакви дебати, вакви иницијативи, за да отворено разговараме, затоа што сите ние имаме еден исти заеднички интерес. Да развиеме државата, да биде што подобро место за живење за сите нас, особено за младите кадри. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Уште еднаш ќе кажам нашата проценка, имаме подпишано капитални инвестиции, огромни инвестициски циклус имаме и тоа сме благодарни дека државата реши да инвестира во инфраструктурата и тоа е само правиот пат кон подобро градежништво. Но уште еднаш ќе напоменам дека нашата застапеност во нив е многу мала. 96% од тие проекти што се бројат над 2 милиарди евра ги добиваат странски компании, а само 4% домашни компании. Мораме да бидеме сите најасно дека развојот и растот на градежништвото зависи од тоа дали вие ги креирате додадените вредности или креирате додадена вредност за друг. Така да дали сте вие носител на јавна набавка или работите за некој, се многу диаметрално различни ставови. Не можеме да се помириме со тоа, нашите компании да не пробаме да ги вметнеме во нешто поголемо и нон-стоп да креираме додатна вредност на странски компании. Така да сите заеднички мислам дека за тоа сме согласни. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Држава без домашно градежништво не може да постои. Може би за градба на нови објекти и ќе повикаме странски фирми, ќе дојдат, ќе ги изградат, ќе се спакуваат и ќе си отидат. Што со одржувањето? Еден одрон да се случи, кого викаме? Не можеме да викнеме фирма од Турција, од Германија, од не знам каде. Ги викаме, се јавуваме на нашите компании, дојдете со механизација да расчистите. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Градежништвото е клучен дел од економијата на нашата земја, со учество од 7% од активните деловни субјекти и вработувања. Членките на Сдруженијето за градежништво, градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Северна Македонија генерираат повеќе од 650 милиони евра годишен обрт и вработуваат повеќе од 11.000 лица. Овие бројки не само што ја потврдуваат релевантноста на Сдруженијето, туку и способноста на членките компании да влијаат врз креирањето на политиките кои обликуваат иднината на градежништвото. Градежништвото се соочува со голем број предизвици, вклучувајќи ги одливот на кадар и намалениот интерес на младите да го изберат градежништвото како идна професија. Овие проблеми бараат титно и заедничко дејствување во областите на регулативата, образованието и на деловниот амбиент. Обстанокот и напредокот на градежните компании зависат од вложувањата, конкурентската способност, како и од економските услови во кои функционираат компаниите. Во овој контекст, важно е да се нагласи дека за успех на нашите градежни компании не се потребни само финансиски средства, туку и соодветна развојна политика и правна рамка која ќе обезбеди услови за раст и за отварање нови работни места.
Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Драги гости, ценети пријатели, јас сум Вера Мештеровек и навистина ми е чест и задоволство да во следните 2 дена бидам ваша домакинка на првата конференција за патна инфраструктура. Искуства, предизвици и перспективи во организација на Сдруженијето за градежништво, индустрија за градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Северна Македонија. Ценети стопанственици, представници на медиумите, драги гости, во светло на подготовките на оваа конференција, многу ми нарекоа дека сега е вистинското време за организација на ваков тип на настан. Од една страна, во време кога е очигледен фактот дека се работи на патна инфраструктура на секаде низ државата, автопатски, регионални, локални патишта, изградби, реконструкции, рехабилитации на десетици делници, но од друга страна, во време обременато со тековни проекти, со отворени позиции и прашања кај оперативците. А токму тоа е идејата на оваа конференција. Да ги отвори сите аспекти, да ги стави на маса сите дилеми, да се разговара и да се дебитира. Да се понудат и да се посочат нови концепти, да се отворат нови хоризонти на една од најтрудоинтензивните индустрии, на гранката која што со голем удел учествува во бруто домашниот производ. Тука, денес и утре, е собран врвот на компаниите, кои што преку Стопанската комора, Сдруженијето, ги канализираат своите интереси, како секојдневна практика и емпирија. Присутни се креаторите на политиката, владата, министерствата, јавното предпријатие за државни патишта, како катализатори и администратори. Конечно, тука е и универзитетската професорска фела како научна подложка. Сите овие 3 ентитети заедно, сопрени под еден покрив, за 2 дена во 6 панелски сесии со 30 на панелисти и очекувана интеракција од вас, мора да признаете, со спортски речник, звучи како добра најава за дерби меч во Лигата на шампионите. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Сега го поканувам председателот на Сдруженијето за градежништво, индустрија за градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Северна Македонија, господинот Андреа Серафимовски. Ми представува особена чест денес да ви посакам добродојде на првата конференција за патна инфраструктура во организација на Сдруженијето за градежништво, индустрија на градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Северна Македонија. Но воедно и на првата конференција од ваков тип и во ваков формат, кој на едно место ќе ги собере двете страни. Тоа се едните креаторите на политиките од јавниот сектор, а од друга страна стопанствениците, и оние сите луѓе кои ја изградија оваа држава во минатите 30 години. Како председател на Сдруженијето, јас лично го сметам овој настан и вашето присуство тука за признање на нашето досегашно коморско работење и потврда дека нашите заложби за промоција и развој на градежништвото се препознаени од страната на владата, од страната на стручната фела и од страната на населението. Во услови на доброволно членство, растички бројот на компании низ годините, како и долгогодишната лојалност на членките е мотивот кој не тера да не се откажеме и покрај бројните предизвици со кои се соочуваме и да се трудиме да го задржиме угледот на градежништвото како стопанска гранка на која отпаѓа 7% од активните деловни субјекти и вработување во државата. Денес во Сдруженијето, членките на Сдруженијето имаат обрт од над 650 милиони евра годишно и вработуваат над 11.000 вработени.
Овие податоци се нас доволна причина, но и показател да се сметаме за релевантен чинител во економско-општествениот живот и достоен партнер за да учествуваме во креирање на политиките со кои зависи иднината на оваа стопанска гранка. До сега многу пати сме истакнувале важноста на јавно-приватниот диалог, преку бројни конференции и работни средби. Парцијално сме ги покренувале проблемите со кои се соочуваме, а нашите препораки, преточени во предлози и иницијативи, сме ги доставувале до надлежните институции. Овој пат решивме тој формат да го смениме. Овој пат решивме да се сослушаме едни со други и во присуство на најминентните представници на јавниот и братниот сектор да ги отвориме дискусиите кои се најважни во моментов за градежништвото како стопанска гранка. Да најдеме заеднички јазик, да утврдиме каде се наоѓа македонското градежништво, што му е потребно и каде планираме да одиме понатак. Воедно сме уверени, потребата да се слушнеме едни со други никогаш не била поголема. Иако ставовите поделни прашања можеби не разединуваат, целите кои се пред нас заеднички се тие кои треба да не обединуваат. Развојот на инфраструктурата е услов за конкурентност на економијата, за зајакнување на меѓународните релации, за подобрување на квалитетот на животот на стандардите на населението. Оттука, несомнено е да се согласиме дека развојот на инфраструктурата е заедничка цел и на креаторите на јавните политики и на стопанствениците. Меѓутоа, за она што треба да се постигне согласност е прашање која треба да биде улогата на домашните градежни компании во развојот на инфраструктурата, а со тоа и на домашната економија. Низ годините знаеме дека македонските градежни компании имаат децениско постоење, има стекнато бројни референции во земјите ширум светот, а нашиот кадар огромни искуства има пренесено од другите земји во нашата република. Работејќи низ земји како што се Либија, Ирак, Иран, Украина, Хрватска, Албанија, се проценува дека големи дела се изградени токму во овие држави од нашите нејмари и се дело на домашните изведувачи и проекти со кои може да се пофалиме во регионот, но и пошироко. За жал, состојбите во последните години значително се променети. Додека инвестициите растат, домашните градежни компании се помалку присутни на пазарот и ако некогаш броја до 50.000 вработени, сега можеме да констатираме дека имаме само една компанија која брои над 1000 вработени. Според нашите анализи, 96% од капиталните инвестиции кои следуваат, ќе ги работат компании кои не се од домашната и не ги представуваат домашната економија, а само 4% ќе работат домашни компании. Работејќи под различни услови, нас најголем проблем не представува одливот на кадарот со кој се соочуваат домашните компании, кој е се поголем, а интересот на младите за упис на градежниот факултет се помал. Ваквите состојби се алармантни и загрижуваат поради тоа што сметаме час поскоро треба заеднички да делуваме во различни сегменти од областа на регулативата, од областа на образованието, деловниот амбиент, доколку сакаме да опстане домашниот градежен сектор. Веруваме дека опстанокот на градежните компании пред се зависи од нивните вложувања. Зависи исто така и од нивната можност да се справа со конкурентски притисок, но исто така зависи и од деловниот амбиент и економските услови во државата во која екзистираат. На градежните компании не секогаш им се потребни финансиски средства за да бидат поуспешни и подобри. Туку пред се соодветно конципирана развојна политика и правна рамка во која ќе обезбедиме услови за нивен раст и отварање на нови работни места. Во услови на пазарно стопанство, глобален економски напредок, кој драстично се менува со голема брзина, нашите можности како мала и отворена економија се ограничени. Но веруваме дека не е битно од каде доаѓаме, туку е битно каде сакаме да се движиме. Искуствата во соседните држави и европскиот континент покажува дека доколку државата се определи, може со заложба да изгради силен градежен сектор, а капиталните инвестиции во инфраструктурата се начин и механизам со кој и стои на располагање за да го добие тоа што го побарува. Придобивките од таквите заложби се повеќе кратни, со оглед дека градежништвото има мултиплицирачки фактор од над 2, така да доколку во моментов вработуваме 50.000 вработени во нашата стопанска гранка, значи дека од оваа стопанска гранка се ранат 100.000 луѓе население. Северна Македонија има отпочнато сериозна градежна офанзива и инвестиција од над милиарда евра на двата европски транспортни коридори кои минуваат низ државата. Како градежници сметаме дека токму во следните неколку години ќе го трасираат патот за развој на македонското градештво и дека сега е вистинско време да ги отвариме прашањата и нашата улога на вклученост на градежните компании во овие проекти, но и за подигнување на стандардот и на економијата воопшто.
Крајната цел е овие инвестиции, наместо одлевање на профитите на изведувачите кон странски држави, да дадат реални придобивки за домашните и да ги подигнат домашното градежништво на повисоко ниво преку зајакнување на кадровски капацитети и трансфер на технологија и знаење. Овие 2 дена не очекува сериозен панел дискусии, кои искрено се надевам дека преку искуствата кои ги имаме во минатите години, преточени во поуки, преточени во начини и задачи како да тргнеме понатака, ќе не одведат до заклучок како да ги искористиме можностите кои стојат пред нас и да предонесеме за долгоречен и одличен развој. Уште еднаш ви посакувам добродојде и успешна работа. Ви благодарам, господине Серафимовски. Ви благодарам на сите гости и учесници на отварањето на првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици и перспективи. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Искуствата од соседните држави од Европа покажуваат дека силен градежен сектор може да се изгради преку капитални инвестиции во инфраструктурата. Овие инвестиции имаат мултиплицирачки ефект и значително придонесуваат за економски раст и за подобрување на квалитетот на животот. Северна Македонија започна сериозна градежна офанзива со инвестиции од над €1.000.000 на 2 европски транспортни коридори кои минуваат низ државата. Следните неколку години се клучни за развој на градежниот сектор. Целта е овие инвестиции да донесат реални придобивки за нашите компании, зајакнување на капацитетите на компаниите и трансфер на знаење. Со здружени компании во секторот, лојалност и поддршка, со јасна визија и цврста решителност, веруваме дека може да се трасира патот за подобра иднина на македонското градежништво и на економијата воопшто. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Ќе го повикам председателот на Сдруженијето за градежништво, господин Серафимовски, да одговори на прашањето зошто дозволивме градежништвото да дојде председател на Крстопат. Има ли надеж да се насочиме кон вистинска насока? Ти благодарам, Дани, за прашањето. Пред да одговорам на ова прашање, би сакал на управниот одбор на Сдруженијето да им честитам на храброста, заеднички да го организираме овој панел дискусија со оглед на сензитивноста во периодот кој се наоѓаме, а на стопанствениците и на представниците од јавниот сектор уште поголемата храброст да дојдеме сите заеднички тука за да продискутираме отворено за сите прашања. Тоа е за поздравување. Ова обединување на фелата, ви честитам на присуството на еминентните луѓе од компаниите, на еминентните луѓе од институциите, со оглед на тоа дека јас лично до сега вакво обединување не сум видел, а верувам дека само со позитивна мисла и вакво обединување можеме се да решиме. Сега ќе преминам на одговор на прашањето, зошто се наоѓаме на крстопат, многу длабоко, многу темелито прашање. Јас, доколку сакам да го одговорам во права смисла, ќе заземам поголем простор малце и ќе се потрудам во 2 дела да го објаснам истото. Значи, ние мораме, доколку се прашаме зошто се наоѓаме на крстопат, прво прашање што треба да си го поставиме е дали ние разбираме што работиме и кај се наоѓаме. Дали ние се грижиме и дали вложуваме во себе доволно за да го согледаме што тоа се случува во градежништвото. Тоа пред се го мислам на оние сите статистики и оние сите показатели во минатото кои што треба да ги обединиме и врз основа на кои треба да направиме анализа и да донесеме заклучоци. Јас би се осврнал на неколку битни детали со оглед на тоа дека градежништвото има многу позитивен ефект врз економскиот нараст на државата, значи има позитивен ефект од аспект на продажба на стоки, од аспект на додадена вредност на малите и средните компании кои работат како подизведувачи, има голем финансиски аспект од аспект на тоа дека вработува многу и квалификувана и неквалификувана сила. И затоа мислам дека мораме да ги познаваме сите податоци кои ги креира градежништвото за да можеме да донесеме одлука кај се наоѓаме, а уште поголема одлука кај планираме да идеме со овој градежен сектор во иднина. Значи, ние како здружение
до сега ги конципиравме сите наши анализи и сите наши иницијативи врз база на статистички податоци релевантни и врз база на анализи кои се подкрепени со веродостојни податоци и верувам дека тоа сите од нас треба да го направиме и да бидеме сами уверени дека ние знаеме во моментов кај се наоѓаме, затоа што без статистика не верувам дека некој би можел да даде предлог каде да одиме понатак. Како што вели една мисла, лесно е да кажете лага со помош на статистика, но многу тешко е да кажете вистина со помош на статистика. Така да, ако гледаме каков позитивен ефект има градежништвото врз економијата, тоа можеме да го согледаме преку учеството во бруто домашниот производ на градежништвото, и ако тоа го отвориме што се она се случувало во минатите години, ќе сватиме дека градежништвото во 2015 имало рекордно учество во бруто домашниот производ од 7,1%. Доколку ги анализираме последните 4 до 5 години, ќе видиме дека имаме една стагнација или некое учество од 5,5% на годишно ниво. Од друга страна, доколку ја погледнеме додадената вредност која креира градежништвото, ќе видиме дека сме имали во 2013 година огромен раст на додадена вредност од 33,7%, а во оние години 2016, 17 и 18 која што ние градежниците ги оквалификувавме како најцрни години за градежништвото, имаме огромен пад од 10,8%. Сепак, во моментов се наоѓаме на некои 6,2%, а гледаме дека капацитетот на додадена вредност е многу поголем. Доколку ги анализираме вредноста на извршените работи во градежништвото, ќе сватиме дека од 2011 до сега до 2012 до 2022 со оглед на податоците кои ги користиме, дека сме подигнале 206,3%. Но сепак, ако ги споредиме во 2022 податоците од реализација на 6,6 милиарди денари во споредба со 2016 година кога е 11,1 милиарда денари, ќе сватиме дека сепак не е искористен доволно потенцијалот на оваа стопанска гранка. Значи, евидентно дека статистиката ни покажува дека можеме да бидеме креатор поголем во бруто домашниот производ, таа некоја граница од 7 до 8%, која што би била развојна за нашата стопанска гранка, треба да се трудиме да ја достигнеме. Гледаме дека имаме потенцијал за додадена вредност, гледаме дека државата инвестира и затоа мораме сите заеднички, со сите наши сили, да ги искористиме можностите на овој сектор, се со цел да ја подигнеме и да развиеме економијата. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Од друга страна, ако ја видиме број и структура на компании, ќе сватиме дека имаме еден пораз на компаниите минатите 10 години, или моментално градежништвото креира 7,7% од сите деловни активни субјекти во државата, или броиме негде 5441 компанија. Овој раст е еминентен од година во година, но по мене е многу битен статистичкиот податок од каква структура се состојат македонските компании, тие 5441. Така да кога го влеземе во статистика, ќе видиме дека 98,7% се микро и мали предпријатија од 0 до 49 вработени, а само 0,12% се компании над 250 вработени. Имаме тука една многу интересен податок, дека токму тие 0,12% компании креираат 18% од вкупниот годишна реализација на целото градежништво. Значи, ќе повторам, 0,12 компании кои бројат над 250 вработени, реализираат 18% од целосната реализација во Република Македонија. Што значи дека треба да се бориме за нешто поголемо, треба да се бориме за нешто повисоко, треба да креираме заеднички поголеми компании, поголеми фирми. Затоа што евидентни се резултатите. Домашните гражданици, напоменав и во мојот говор, беа искусни нејмари, докажани во минатите години. Уште еднаш ќе повторам, доколку нашите компании во пред 30 година броја 50.000 вработени, сега тоа не е случај, сега имаме само една компанија над 1000 вработени и 3 компании над 250 вработени, со тоа што мораме да работиме на нивниот развој. Сепак деловната клима во која што се наоѓаме, економските услови и кризата која ни се случи, значи ковид, здравствената, влијае на тоа градежниците на плеки да ги издржат сите овие економски препреки, но токму во тие години видовме дека имаме потенцијал да ги издржиме сите товари кои може да ни се стават на грб. Така да во тие години, доколку ги гледате бројот на вработени, ќе видите дека уопште не отпаднал.
Во моментов, значи, уште еднаш ќе кажам нашата проценка, имаме подпишано капитални инвестиции, огромни инвестициски циклус имаме и тоа сме благодарни дека државата реши да инвестира во инфраструктурата и тоа е само правиот пат кон подобро градежништво, но уште еднаш ќе напоменам дека нашата застапеност во нив е многу мала. 96% од тие проекти што се бројат над 2 милиарди евра ги добиваат странски компании, а само 4% домашни компании. Мораме да бидеме сите најасно дека развојот и растот на градежништвото зависи од тоа дали вие ги креирате додадените вредности или креирате додадена вредност за друг. Така да дали сте вие носител на јавна набавка или работите за некој, се многу диаметрално различни ставови. Не можеме да се помириме со тоа, нашите компании да не пробаме да ги вметнеме во нешто поголемо и нон-стоп да креираме додатна вредност на странски компании. Така да сите заеднички мислам дека за тоа сме согласни. Доколку го видиме бројот на вработени во градежништвото, ќе сфатиме дека 6,5% од вкупниот број вработени отпаѓа на градежништвото. Негде во просек во овие минатите 10 години гледаме дека градежништвото се движи од 50 до 55.000 вработени, но во последните години имаме намалување на бројот на вработени. Сепак се надеваме дека новиот метод на пресмета според статистика во 2022 година е поголем причинител ние да утврдиме огромен пад на бројот на вработени за една година од 54 до 44.000 вработени. Значи 10.000 вработени помалку во градежништво. Уште еднаш ќе кажам, се надеваме дека новиот начин на статистичка пресметка е поголема причина за овој пат и дека различните методи во 2021 и 2022 имаат битно влијание на овој метод. Се надеваме доколку пат ги видиме бројот на вработени, ги споредиме со растот на платата, можеме да констатираме следно. Дека во минатите 10 години пораснала средната плата за 87,4%, а минималната за 123,6%. Што значи дека сега имаме некоја просечна плата од 35.600 денари, доколку пак се навратиме на инфраструктура, ќе видиме дека тука се најмали платите по однос на сите категории што го сочинуваат градежништвото. Значи, високоградбата има просек 39.000 денари, нискоградбата има 32.000 денари. Значи, многу заостанува нискоградбата, платите во нискоградбата во однос на платите во високоградбата. Така да, од тој аспект можеме да констатираме дека иако бројот на вработени да кажеме се намалува, сепак платите се зголемуваат. Значи имаме некој системски проблем зашто имаме одлив при еден раст на платите, при еден раст и експанзија на градежништвото во нашата држава. Сепак тоа би го препишал на многу бројни проблеми, ние уште еднаш ќе го истакнеме проблемот што го имаме како домашна економија со Законот за јавни набавки и можеме да констатираме следна состојба. Доколку распишат државните предпријатија и министерствата јавни набавки по однос на Законот за јавни набавки, имаме огромен проблем затоа што добрите и компаниите кои се носечки се судруваат со многу невојана конкуренција. Еднознако Законот за јавни набавки тоа го дозволува. И тука сме немокни нити јас, нити директорот на за јавни пратишта, никој тоа да го смени се додека Законот за јавни набавки тоа не го регулира. Платите зошто се најмали во нискоградба, ќе усврдиме по фактот дека во 2021 94% од јавните набавки главен критериум била минимална цена. И не треба да не чуди зошто градежништвото во 2012 инфраструктура имала најголеми плати, тоа може да го видите од графиконот, а во после 10 години има најмали плати од сите категории, и од просечна и од платите во високоградба. Нашите заложби да растот за минимална плата го поврземе со продуктивност, не бродија со плот, иако како Стопанска комора, како здружение имавме напори да ги поврземе тие две работи, кој што докажувавме дека тие мора да бидат во корелација, ни доведува до тоа да имаме еден статистички податок во кој вика дека според податоци од Светска банка во бруто домашен производ по глава на жител, Северна Македонија во 2022 година реализира $6.591, а просекот на Европска унија е 37.149. Мораме да констатираме дека и покрај разна плати, разни инвестиции, ние продуктивноста ја оставаме на исто ниво. Значи, ние сме попродуктивни, обезбедувајќи подобри услови, кои што се конципираат на социјална политика, а по моје мислење би требало да се конципираат на развојна. Тука би застанал со статистика, чисто мислам дека, поготово стопанствениците би требало овие податоци
на дневно ниво да ги гледа, со оглед на тоа да не презентираме празни фоскули као заклучоци, него да имаме аргументирани факти и докази кога даваме заклучок или кога нешто одлучуваме. Не може да ги изоставиме статистиката. Јас во вториот дел би се навратил на една друга многу болна тема по мене и многу битна, а не спомнувана до сега, а тоа е дека допринесовме сите заедно со помош на медиумите оваа наша стопанска гранка да биде ставена во тешка негативна конотација и да биде деградирана од страна на многобројните околни фактори, а тоа се медиуми и население по однос на одредени проекти кои не доживуваат свој успех. Речи си како да воспоставивме една практика да генерализираме поединечни неуспешни приказни, а успешните приказни ги ставаме под тепих. Но треба да се запрашаме како се чувствуваат оние инженери, и оние проектанти, и оние чинители во јавните сектори, кога имаат одреден успех, а тој успех не им е признат. Или со други зболиви, дали вие би се чувствувале мотивирани кога некој цело време ве критикува, или пак се чувствувате обезхрабери и обезнадежни. Значи, ние до дадена вредност може да креираме само преку поединците како квалитет. Не може да креираме додатна вредност и развој на градежништвото додека ги потиснуваме тие особини на поединци кои имаат капацитет да реализираат, створат инженерска мисла и направат нешто многу повеќе. Така да би се осврнал ја на неколку примери во моментов, тоа е на пример, еве го критизираме проектот Кичево Охрид и се согласувам дека е таа црна дамка на градежништвото, црна дамка на сите нас, но никогаш не направивме една позитивна приказна како поминаа 13 години од тоа што се случува таму. Така да, на пример, не направивме ни една приказна дека за прв пат таму се изведе виадукт со работа на конзолно скеле и принцип на балансирана метода. Тоа го изведоа македонски инженери, македонски техничари, македонски работници. Истите тие беа обучувани со странски специјалисти и овој проект да најде свое место и видеопрезентација на најголемиот саем за градежништво во Минхен 2019 година. Никој во Македонија ова не го спомнува. Замислете како се чувствуваат тие инженери кои имаат просек по 35 години, кога слушаат за својот проект дека само не е нешто добро и дека само има некоја политична заднина и замислете колку го рушиме нивниот поттик за развој. Замислете што правиме ние од нив. Ние од нив генерализираме неуспешна приказна. И тоа е еден од клучните проблеми. Исто така за Кичево Охрид моје прашање би било, на пример, да се запрашаме сите, како тоа Синохидро, која припаѓа на корпорација која реализира над 70 милиарди евра годишно во 2021 година, не може да реализира 600 милиони за 13 години. А уз тоа, на тој проект го подизведувачи и кооперанти работат не толку лоши фирми од нашиот сектор. Тоа прашање мора да се го поставиме. Значи, уште еднаш ќе ви повторам. Конзорциумот на кој припаѓа Синохидро во 2021 година реализира 70 милиарди евра на годишно ниво. А тука за 13 години не можеме да реализираме 600 милиони евра. Значи, проблемот е по мене системски. Очигледно дека проблемите се покомплексни и мора заедно да ги решаваме. Уште еден патен правец ќе земам за кој што сум директно запознат, а тоа е ДВ Баер Ранковце. Можам да ви констатирам дека тука се изведува една од најтешката, да не кажам санација, тој рушење на постоечки мостови, градење на додатни коловозни ренти, репарирање и сето она што може да се направи на еден мост, а што е многу тешко за правење, за кое што треба многу знаење, и од тоа не успеавме никако исто така да направиме некоја позитивна приказна и на тие инженери таму од кои што очекуваме да ни додадат вредност во ово градежништво, да им дадеме некој ветар во грб за да можат да реализираат уште покомплексни проекти. Мене ме загрижува и фактот зашто медиумите не се присутни таму и да известуваат секој ден дека до нова година треба да се пушти проектот, а секој ден ги гледаме на Кичево. Ние мораме да креираме како градежен сектор позитивна енергија, мора сите да се залагаме кога разговараме и формално и неформално со медиуми и со луѓе што не се од браншата, да им објасниме дека од успесите треба да правиме уште поголеми успеси, а од неуспесите да пробаме да направиме успеси. Не обратно. И ќе се задржам на крај малце повеќе на Буаце Скопје, автопатот што сите го кажуваат дека има 2 километри. И
да посочам дека овој дел од автопатот е еден од потешка делница за изградба. Вистината е дека тие 2 километри не се уопште битни во моментов, затоа што не се надоградуваат на другите 10 кои ќе бидат готови за 5 години, а ние правиме тоа медиумска хајка за автопат што нема да се пушти у потреба као 2 километри, а ќе се пушти се она што се прави паралелно со тој пат. А тоа е 6,5 километри сериозни патишта под сообраќај. Едно ќе констатирам дека тука, верувајте, сите проблеми од Кичево Охрид ги има тука. Само што никој не разговара со нив. Зошто? Затоа што поучени од искуствата, јавното предпријатие и изведувачите и надзорниот орган проблемите сега ги решаваат многу побрзо. Тука имаме слечиште. Тука проектант е странска реномирана компанија, верувајте дека истите проблеми ги имаме со Кичево. За да биде поголем успехот, ќе ви презентирам само еден факт. Сите проблеми што ги има на Кичево, ги има тука на 50 километри, тука ги има на 2. Значи овој проект треба да е позакочен од Кичево. Значи на Кичево ако се закочени од 50 километри 25 може да се работат. Тука на 2 километри нема кај да работите. Ако ги имате сите проблеми од Кичево, тоа треба да имаме застој. И верувајте, треба да сме горди на тоа што го научивме од Кичево, оставајќи црна дамка на проектот, затоа што овде го решивме многу експресно и сите сме горди на тоа. Уште еднаш ќе повторам, тука можеме да го видиме плодот за се она што ни се случуваше во минатите години, а тоа е научивме од кои грешки, како се решаваат, како е најбрзиот пат и благодарение уште еднаш ќе кажам на чинителите, а овој проект е еден од ретките проекти кај што сите чинители се обединети. Тоа се ги го кажува во ведниот говор. Сите имаме иста цел да се пушти патот. Ниедна компанија не ќе да гради пат повеќе од 10 години, затоа што секоја компанија сака да го изгради патот за да добие референца да добие друг пат. Која е таа компанија што сака 13 години да работи и да нема референца за автопат? Така да, Блац е еден од позитивните примери, им честитам на изведувачите на јавното предпријатие и на надзорот, што за нова година ќе ги возиме овие 6,5 километри и честитам дека можеме да се пофалиме дека овој гоблен од проект, ова не е проект, ова не се 2 километри, ова е гоблен од проект, сите ги исправивме проектантски грешки и сите што ни дојдоа препреки ги прекршивме и ќе го возиме во рекордни 3 години. Зашто го рекордни? Зашто може да видите на што личи тој автопат и колку има придружни објекти. Верувајте дека за една рампа тука што се гради, сега да ја распишеме на јавна набавка, ќе дајаме 18 месеци рок. Тоа гарантирам. А тука има многу број на рампи, проплетени со сите проблеми што ги има Кичево. И тоа треба да не прави горди. Тоа никој не го спомнува, ако не го спомнеме, ние кој ќе ни го спомне. Ние притисок преземаме од медиумите, но нашите успеси никако не можеме да ги промовираме. А тие успеси во моментов се евидентни. Затоа мислам дека системски треба сите да делуваме и да се потрудиме овие 6,5% од вработени да ги подигнеме погоре, тие 7% од компании да ги подигнеме, тој 5,5% од учество во БДП да го подигнеме на 8%. И на крај можем да констатирам дека градинштвото е навистина на крстопат. Или ќе ни се случи амбис, или ќе ни се случи успех. Но верувам дека сега имаме изградено солиден потенцијал, дека поуките се многу поголеми од негативните препреки кои ни беа во минатото, и треба сега да бидеме паметни да ги прифатиме последиците од нашето работење, а во иднина да креираме само додатни вредности. Задржување на кадар и одржување на конкурентност за домашните компании треба да ни биде приоритет, за кој што ќе се бориме, за да почнеме да долеваме пари од странските економии, а не да одлеваме наши пари во странство. Последните 6 години не очекува изградба на огромен број автопати, автопатски делници или вкупна должина од 108 километри, што ако ги споредиме со сегашните 242 километри, ќе видиме дека сега за 6 години би требало да изградиме пола од автопатите што сме ги изградиле 30 години или што сме ги наследиле. Што значи дека во такви услови, водејќи сметка за големината на републиката, несомнено дека следните години ќе бидат клучни за развој на градежништвото, а за домашниот кадар, за инженерите и домашните компании мора да бидат вклучени во оваа експанзија, за да можеме да ги задржиме своите вработени и за да креираме поголема вредност. Не мислам дека тука треба да работи водата место нас или некој да ни помогне, туку тука треба да креираме правен систем, треба да креираме услови економски во кои што самите себе ќе си помогнеме, затоа што ако самите не си помогнете, како и се во животот, никој не може друг да ви помогне. Правна сигурност, солидни закони, солидни законски решенија
и едноставно обиденување е клучот по кој што може само да продолжи. Јас ви благодарам, господин Серафимовски. Знаејќи што се работиме во комората и колкава документација има ова здружение и активности години наназад, и особено со ваша активност, морам да кажам, оставив да кажете се што имате во еден здив, за да само така можеме да сублимираме дека десетина проблеми се оние на кои што треба да работиме паралелно со креирање на нов закон, со креирање на проекти онакви какви што треба, за да не ни се случуваат свечилишта. Но овдека е сериозна вашата порака за обединување и заедничко разговарање за проблемите, потикнување на поголеми компании, давање работа на домашни компании, доколку сакаме да додадената вредност да остане во државата, решавање на системски проблеми, законот за јавни набавки, продуктивноста на трудот, поддршката и презентирање на нашите домашни успешни приказни, што за жал дефинитивно е факт дека не успеваме да ги раскажеме, односно не успеваме да ги види јавноста, и секако паралелите што ги направивте со неуспешноста на патот Кичево Охрид наспроти други делници, вклучително Деве Бајр, Блаце Скопје, но и она што го правите на клучката кон Блаце, оние 2 километри што ќе произведат многу поголема должина на пат по која што ќе се вози. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Професор Марковски, кога го подготувавме панелот со вас, направивме една комуникација. Вие рековте дека во вашето излагање, во овој панел кој што е прв во низата на следните 6, всушност ќе дадете краток осврт на се она што ќе биде основа на диалог и разговор во следните 5 панели. Повелете. Пред се сакам да се заблагодарам на поканата, да поздравам оваа иницијатива за конференцијата на Стопанската комора. Ако треба да одиме до 101 и назад, само за да најдеме решенија најдобри во овој момент за нашата држава, бидејќи се работи навистина за капитални инвестиции, каде што грешките не смееме да ги повторуваме. За мене насловот на конференцијата Градежништвото на крстопат е дури и оптимистички, затоа што замислете да беше градежништвото на кружен тек. А се плашам дека моментално можеби се наоѓаме во еден кружен тек и само кружиме, повторувајќи ги истите грешки, никако да го најдеме излезот од тој кружен тек. Кога сте на крстопат, имате 50% на веројатност дека ќе го погодите вистинскиот пат. Вака, ако кружиме во место, и затоа се потребни вакви дебати и вакви иницијативи, за да отворено разговараме, затоа што сите ние имаме еден исти заеднички интерес. Да развиеме државата, да биде што подобро место за живење за сите нас, особено за младите кадри. Ке почнем со она оптимистичката. Не се грижете, ќе биде уште полошо. Зошто ќе биде полошо? Зошто има потенцијална опасност да биде полошо? Поради иднината на градежниот сектор. А секторот го чинат кадри. Опрема се купува. Ако немате пари, ќе земете кредит, ќе купите багери, машини, кранови, чуда. Инженери многу тешко се создаваат, многу тешко. Оваа година на градежниот факултет се запиша, внимавајте, 3 кандидати на студиската програма по геотехника. Говориме за големи проблеми во геотехниката. 3 кандидати на некој автопат за 25 години ќе бидат само овие 3 ако останат тука и ако се занимаваат со градежништво. Имаме 9 чинам геодетски инженери запишани оваа година. 9 ги видов на траса сега додека доаѓавме денес, беа само тие што јас ги видов 9 и повеќе од 9. И 68 градежници запишани, од тоа таму треба да произлезат 3 дејности
конструктивци кои треба да се занимаваат со мостови, тунели, подпорни зидови, чуда, транспортна инфраструктура кои треба да проектираат, менаџираат, одржуваат, надзорираат патишта, железници и хидротехника кои треба да се занимаваат со она што за нас значи животот, тоа е водата. И сега гледајте каде е иднината. Значи, прва лекција, прво нешто за што треба да се загрижиме е иднината. Дали е нешто преземено за тоа ова да го промениме? Особено што се работи за дејност која покрај земјоделието е, за жал ке потенцирам, единствена која е способна да создаде готов производ. Каков таков. За 10 години, за 5 години, за 15 години, ама ќе го создадеме. Кажете ми друга индустријска гранка во Македонија која може да создаде готов производ од почеток до крај. Јас не можев да се сетам, нека ми простат оние кои работат во некоја дејност која што може да произведе нешто. Оттаму мојата загриженост и како декан, и како професор, и како човек кој долги години, децении во оваа област, е иднината на градежништвото. Ако ние имаме проблеми сега во градежништвото со генерации инженери кои биле по 200, 300, 400 на градежниот факултет, можеме само да замислиме, дури и да не замислиме, сигурни сме, што ќе биде понатаму. Држава без домашно градежништво не може да постои. Може би за градба на нови објекти и ќе повикаме странски фирми, ќе дојдат, ќе ги изградат, ќе се спакуваат и ќе си отидат. Што со одржувањето? Еден одрон да се случи, кого викаме? Не можеме да викнеме фирма од Турција, од Германија, од не знам каде. Ги викаме, се јавуваме на нашите компании, дојдете со механизација да расчистите. Така што проблемот е многу сериозен и треба добро да се замислиме како да делуваме и како оваа тенденција да ја спречиме. Ова не е крстопат, ова е удолнина на која што одиме без кочници. Врската помеѓу долготрајноста на инфраструктурните проекти и временскиот модул за кој што се заинтересирани оние кои се занимаваат со политика. А тоа е 4 години. 4 години е премалку за да се реализира сериозен инфраструктурен проект. Тука треба да промениме свеста во јавноста и тоа е една од задачите на оние кои имаат достап до неа. Дека големите инфраструктурни проекти не започнуваат со појава на багер на градилиште. Не. Тие започнуваат со изработка на предфизибилити студии, после кои следат физибилити студии, после кои следат предпроекти, после кои следат идејни проекти, па основни проекти, меѓу нив тендери за избор на најдобар проектант и слично, па тендер за избор на најдобар изведувач и дури тогаш багерите се појавуваат на терен. А за сето ова треба многу време. Знаење, искуство, време. Многу е полезно за општеството, за државата, да зад себе се остави квалитетен проект кој може утре да почне со реализација, на кој што ќе има многу помалку проблеми, отколку на брзина, преку трупа, да се донесе одлука за започнување на нешто, затоа што тоа ќе донесе политички поени. Овие проблеми и објекти за кои што зборуваме денес и ќе се зборува и утре, имаат во себе и такви нишки на пребрзо носење одлуки за започнување кога сите биле свесни дека за тоа не постоеле услови. Сега, кој е виновен? Нели, кој работи, тој греши. Градежниците работат и грешат и ние сме подготвени да ги истрпиме критиките, особено што затоа што знаеме и сме отворени дека навистина и кај нас има одредена вина. И не смееме од тоа да се абстрахираме и тоа и токму на вакви собири, тоа треба и да си го признаеме и да поразговараме што е тоа што се грешиме, зошто тоа го правиме, има ли причини, нема ли причини и слично. Има впечаток дека во последно време, подолг временски период, политиката и инфраструктурата почна да си пречат една со друга.
како политиката и пречи на инфраструктурата за да се развива и да прати некои технички нормативи, уште повеќе има впечаток, а тоа се покажува и со дебатите кои ги водиме и денес, дека инфраструктурата, односно потешкотиите кои се явуваат во инфраструктурата, почнуваат да стануваат ноќна мора на оние кои ја водат државата, кои да се, неважно. И со право. Јавноста од нив бара отчет. И затоа треба полека, суптилно, да тие сектори малци ги раздвоиме и да поставиме нешто помеѓу нив. Нешто како некој институт, стручно тело, било што ќе ја прави стратегијата за развој на инфраструктурата, која ќе биде во крајна линија и грб заштита на политичарите, дека ете тие не се тие виновни што донеле таква одлука, туку струката тоа им го кажала да го донесат. И тоа ќе бидат и покриени едните, а овие другите пак ослободени од носење на пребрзи решенија, непродуктивни, само заради одредена мисла, односно идеја во дадениот момент. И мислам дека на тоа треба да работиме навистина сериозно, затоа што еве го резултатот од поинаквото делување. Како треба да се... Што е значењето на инфраструктурата? Тоа го спомена и министерот во неговото излагање, и тоа сите го знаеме, но еве само јас ќе го потенцирам. Јас ќе кажам дека има во себе 3 во 1. Покрај создавање нови вредности и сето она што тие со себе го носат, тука е неспорно. Таа значи придвижување на економскиот развој, беше неколку пати споменато пораст на БДП, обрт на капитал и така натаму и така натаму. И сега тука се наметнува прашањето за кое што ведувам во наредната дебата која се занимава со економија и на која што ќе говорат експерти од таа област многу постручни од мене. Ќе се истакне прашањето како да ги фаворизираме домашните компании. Не само за да им овозможиме развој ним, туку за да го зголемиме економскиот, финансискиот ефект од нашите вложувања. Ние, признали или не, кај домашна компанија, поголем дел од парите остануваат, се трошат тука. Тука се разбира, се сретнуваме со оние формални правни потешкоти, тендерски услови, правила на меѓународните финансиски институции, Европска банка за обнова и развој, Светска банка и така натаму, имаат строго дефинирани правила против кои што тешко можете да се изборите. Може да пробаме нешто, но не е лесно. Си ги почитуваат правилата, се поставуваат високи критериуми за избор на проектант, за избор на изведувач, нешто што ние, ако не си помогнеме самите себе си, не можеме да го достигнеме. Дека би сакала само едно мало дополнување, се извинувам. Тоа е можеби една од исто многу проблематичните теми за градежниците, меѓутоа сите сме свесни дека многу европски земји со европски пари поставуваат услови во кои што обезбедуваат работа за своите домашни компании и ние треба тие искуства дефинитивно да ги користиме. Сме ги разговарале во комората многу пати, имаме многу примери на такви земји, така да можеби при поставување на условите за обезбедување одредени средства и финанси треба тоа да биде исто така предмет на анализа кога се поставуваат условите за тоа кој би бил учесник во тие постапки за изведување за работа и така натаму. Така да секако. Само треба да бидеме свесни дека не оди тоа баш така лесно. Знаете, кога некога молите за пари, тогаш се знае кој ги поставува условите. Но што можеме да направиме? Ќе ви пренесам едно хрватско искуство. Делење на делници, делење на автопатска делница на секции. Например, ако државата има моќ да за таа секција, за тој проект издвои одредена сума, ајде да видиме колкава е таа делница која може да биде покриена со сумата која ќе зависи од нашиот буџет. И таа да се издвои надвор од проектот и да се тендерира за домашни фирми.
под домашни услови со пониски критериуми и така натаму, а остатокот нека оди по другите правила. Повторно ќе кажам, моите познавања во оваа област не се кој знае какви, но вредно е да се дискутира, да се дебатира и да се обидеме да најдеме што повеќе можности инфраструктурата наместо да ја купуваме, да си ја изградиме сами. Тоа е многу важно. Важно е и многу поврзано со она со кое што започнав, со развојот на инженерскиот кадар. Главната причина зошто опаѓа интересот за студирање на нашата струка, која што не е ни малку лесна, а е многу одговорна, подложна гледате на критика од сите, е тоа што примањата се релативно мали во однос на примања во некои денес многу мощни атрактивни струки. Условите за работа се поспецифични, потешки и така натаму, не се вреднува трудот. Многу ми е драго што Андреа покажа неколку примери на објекти и конструкции кои што се изведени од наши млади инженери со помош на експерти дојдени од надвор, зашто и тоа е многу важно и тоа сакам да го напоменам, да не бидам сега сватен погрешно. Има области во кои што ни треба помош. Неспорно е. И добро е да побараме помош. Ама ајде да се обидеме да побараме помош од најдобрите. Да ги повикаме најдобрите од кои што можеме да научиме, за да утре и ние бидеме исто така како нив. И тука мислам дека тој вредносен елемент на инфраструктурата е од исклучително значење. Градежните инженери стасуваат во добри инженери само преку работа. Само кога ќе се фатат во костец со сериозни проблеми. И тука немам дилема околу тоа. Утре ќе говориме за стандардите. Верувајте, тоа е болна тема, иако малку се споменува во јавноста таа проблематика. За европски коридори потребни се европски стандарди. Ние тука имаме и се уште незаокружен процес на стандардизација во таа област. Нешто што особено странските изведувачки компании, со сета почит, јас не велам дека тоа не е фер игра и не е по правила на договори. Напротив, успешно го користат. Зошто? Затоа што ние долго време овој процес не го заокруживме. Дури направена една мешавина од застарени стандарди и нови европски стандарди, што уште повеќе создава конфузија. И тука мора да делуваме. Малку сум загрижен и разочаран што од инженерската фела струка произлезе барање за нивно одложување, за почетокот на одложувањето, но верувам дека тоа е само се должи на некаков отпор кон нови работи и дека наскоро комплетно ќе ги усвоиме европските стандарди и по нив ќе проектираме и ќе градиме. Затоа утре во првата панел дискусија многу поопширна. И доаѓам до реализација на проектите. За законската регулатива беше споменато, многу ме радува тоа што во новиот закон инфраструктурата зазема посебно место. Тоа е голем напредок, голем исчекот напред. Се разбира, има некои работи за кои што и на факултетот мислиме дека може со ситни измени многу да се подобри и верувам дека ќе не идеме на позитивно ехо од Министерството и дека и тоа ќе се разреши. Како понатаму да ги водиме проектите? Имајќи предвид до сегашното 30 годишно искуство, имајќи ги предвид проблемите со кои што се соочуваме се уште, имајќи ги предвид тенденциите кои што се случуваат и во многу поразвиени држави од нашата, мислам дека е време да го промениме начинот на изведување на ваквите сериозни објекти, односно да преидеме на начинот на проектирај и гради. Подготвувајќи се за овој панел, контактирав со мои колеги, познати, етаблирани во своите средини во повеќе европски земји и го добив истиот одговор, дека поради недостаток, се поголем недостаток на вистински проектантски фирми, куќи,
кои што се формираат со многу малку капитал и со тоа носат со себе мала одговорност, тенденција е да се оди на принципот да изведувачот да му се даде и проектирањето. Чинам дека тоа е шанса и за нашите, за жал во моментов, мали проектантски фирми. Затоа што кога ќе дојде странски изведувач овде, во негов интерес е прво да побара проектанти во обкружувањето, а тоа се нашите домашни фирми. Затоа што е алтернативата? Распишување на тендер за проектирање со многу високи критериуми, ниту една наша компанија моментално не може тоа да го задоволи и доаѓаат проектантски фирми од странство. Ние се критикуваме себе си, меѓутоа да не заборавиме дека најголемите проекти во државата моментално што се во фаза на изведба или скоро завршени се од проектантски куќи од надвор. Меѓутоа, кабетлиите остануваат тука. Знаете, за уши не можам ја да го тегнам некој дете кој е надвор, ќе го тегнам моето кој е тука, кој седи до мене. И тоа се случува моментално кај нас. Но, повторно ќе кажем, ние сме доволно истрајни, ќе истрпиме и такво нешто, се во интерес на подобро утре. И уште со ова и ќе завршам, да не гневам. Сведоци сме на разни модели на финансирање на автопатски и други делници. Треба да размислиме дали модели во кои што главниот изведувач е и главен финансиер или не знам како се најсоодветни за понатаму. Значи, тоа е многу важно, затоа што чувствуваме во секојдневието, чувствуваме разлики во однесувањето и во желбата проектите да се завршат во одреден временски период. Сите сериозни изведувачи имаат тенденција проектот да го завршат, како што каже Андреја, што поскоро, затоа што фиксните трошоци им се намалуваат и со тоа добита е поголема. Благодарам. Ви благодарам. Во вашето излагање имаше две, можеби нови работи во однос на претходните панелисти, а тоа е дека иницирате стратегија за инфраструктура која што ќе биде поставена многу повисоко над политиката. И морам да кажам дека тука ние како бизнис заедница, како Стопанска комора, тоа особено го истакнуваме, дека дефинитивно економијата и инвестицијските активности и економскиот амбиент алармираме да биде ставен многу повисоко над политиката, бидејќи тоа се долгорочни процеси во кои само така можеме да изградиме економски раст. И образовниот кадар, бидејќи доаѓате од научната фила, дефинитивно е нешто на кое што како држава треба да работиме и ние како бизнис заедница, заедно со нашите компании, но мислам дека заеднички со владата постои дефинитивно амбиент дека тука треба да се потикне уште повеќе, особено во високото образование. Темата или насловот на овој панел беше градежништвото на крстопат. Мислам дека од сите ваши излагања и од она што председателот на Сдруженијето, господин Серафимовски, го отвори како дилема амбиција или успех, дефинитивно вашите излагања носат кон тоа дека одиме кон успех. И да се надеваме дека за неколку години ќе говориме за една многу поуспешна домашна приказна во градежништвото. Ви благодарам што бевте дел од овој панел. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Од првата панел дискусија, градежништвото на крстопат, потенцирани се следните состојби. Раст на платите и на капиталните инвестиции. Од 2012 до 2022 година, просечната нето плата пораснала за 87,4%, додека пак минималната плата пораснала за 123,6%. Капиталните инвестиции се зголемиле од 17,6 милиарди денари во 2014 година на 29,1 милиарда денари во 2023 година. И покрај растот на платите и на капиталните инвестиции, учеството и додадената вредност на градежништвото во БДП
остануваат стагнирачки во последните 4 години. Структурата на македонските градежни компании. Од градежните компании, 98,7% се микро и мали, од 0 до 49 вработени. Големите компании со повеќе од 250 вработени сочинуваат само 0,14% од вкупниот број. И покрај малото учество во структурата, големите компании учествуваат со 18% од вкупниот промет на градежништвото за претходната година. Финансирање капитални проекти. Домашните градежни компании реализираат капитални проекти и на домашниот и на странскиот пазар. Сепак, 96% од средствата за капитални проекти од македонскиот буџет се одливаат кон странски компании, додека пак само 4% од македонскиот буџет останува кај домашните компании. Неискористен потенцијал на градежниот сектор. Градежниот сектор има значителен капацитет, што се согледува преку неговото учество од 7,1% во БДП за 2015 година и преку стапката на раст на додадената вредност од 33,8% во 2013 година. Неопходно е државата да се заложи за искористување на овој потенцијал. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Констатираните заклучоци и предлози ќе служат како насока за разговори и дебати со надлежните институции за подобрување на бизнис амбиентот во кој треба да делува индустријата. Домашните градежни компании треба да учествуваат во реализација на капитални инфраструктурни проекти за да се обезбеди опстанок и развој на македонското градежништво. Државата може да го постигне тоа преку пропишување соодветни критериуми за доделување договори според Законот за јавни набавки, земајќи ги предвид капацитетите и технологијата на домашните компании. Исто така, треба доследно да се применува обврската за ангажман на локални компании според Законот за утврдување јавен интерес и номинирање стратешки партнер за проекти на Коридорот 8 и на Коридорот 10. Како позитивен пример е искуството од Хрватска, каде што државата на домашните компании им доделува помали делници финансирани од домашни извори, а за поголемите проекти ги следи условите на странските донатори. Заклучок. Државата треба активно да го поддржува развојот на градежништвото. План за постапување. 1. Работна група со вклучување на владини представници и бизнис секторот за имплементација на проекти на Коридорот 8 и Коридорот 10. 2. Стратегија. Креирање на стратегија за развој на градежништвото. 3. Јавни консултации. Прибирање мислења и предлози од различни заинтересирани страни. 4. Комуникација. Подготовка на информативни материјали, брошури, видеа и кампањи за информирање на јавноста. 5. Договор за соработка. Упростување и кратење на постапките за решавање на проблемите при реализација на капитални проекти, така наречен црвен телефон за брзо решавање на предизвиците во директна комуникација. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Целта е да се создадат услови и да се овозможи раст на градежништвото, како стопанска гранка од витално значење за економијата.